Формирано е ново граѓанско движење Стоп операција Сорос. Водени од максимата не прашувај што државата направила за тебе, туку што ти си направил за државата. Со иницијативен одбор е формирано движењето, кое како што најавуваат основачите Србов, Чилиманов и Мирчевски, најпрво ќе започне со работа преку отворање на прашање и давање на одговори за начинот на кој што делува Сорос во Македонија. Токму за новата иницијатива анализираме во Бизнис Навигатор со Никола Србов, еден од основачите. Добро вечер и ви благодарам што дојдовте во нашето студио. Добро вечер, благодарам на поканата. Максимата е не прашувајте што државата направила за вас, туку што вие сте направиле за државата. Која е целта на ова ново здружение? Видете, нашата јавност не е доволно, барем јас имам впечаток дека не е доволно информирана за моќта на невладиниот сектор и за организациите кои се под капата на Сорос, како тие влијаат во македонското општество, а не е пример само македонското општество, тука спаѓа речиси целиот регион на југоисточна Европа. Ние последниве 2 години мислам дека јавноста се освести и сфати што навистина значи невладиниот сектор и како може тој да влијае врз тековите врз општеството во државата. Ние имавме 2 години имавме политичка криза која беше хранета или започната токму од тој невладен сектор кој кај нас е целосно монополизиран од страна на Фондацијата Отворено општество која е под капата на Сорос. Невладен сектор каде што 95% од активните и влијателни невладени организации се под негова капа, тие го креираат мислењето внатре во државата и создаваат конфликти во општеството, дури и насилие по улиците низ главниот град Скопје. Исто така треба да сме свесни дека мрежата на овие невладени организации не е само тоа да тие што работат тука во Република Македонија внатре во државата на терен, мора да сме свесни на фактот дека во самите институции на Европската Унија има административци кои работат во институциите на Европската Унија, а потекнуваат од некои организации кои се под капата на Сорос. Значи не мора да се тие од Македонија, може да се од Германија, Франција, Полска, Унгарија или така натаму или Британија. Сеедно, но се плаќани или директно кеширани од фондацијата Сорос. И тука доаѓаме во една ситуација да нашите невладини организации, Фондацијата Отворено општество, да има директен линк со одредени структури внатре во институциите на Европската Унија и тие преку нив, преку своите соистомисленици да ја креираат сликата за Македонија. Затоа не треба да не чудат некои постапки на Европската Унија, не само за извештаите, туку да речеме на пример спорот да го земеме за пример спорот со Република Грција. Да не чудат ставовите на Европската Унија по однос на ова прашање, кои како гледаат кон Република Македонија. Бидејќи вие тука имате Соросови организации кои едноставно ви велат дека нив не ги интересира спорот со името, едноставно не ги интересира дали ќе се смени името или какво ќе биде името, и тој истиот нивни став го пренесуваат во институциите на Европската Унија. Така се креира мислењето во институциите на Европската Унија за Република Македонија и тоа е премногу опасно за државата. Затоа ние мислиме дека не треба да прекинеме со она што државата нели сторила за мене, треба малку да се запрашаме што јас сум создал, што сум направил за мојата држава. Да, таа е максимата од која што се води ова ново здружение, но како ќе ги промените нештата? Станува збор сепак за многу моќна невладина организација и, како што велите вие, организација која што го монополизирала невладиниот сектор. Токму така. Прво ќе започнеме со информирање на јавноста, да знае што представува Сорос и кои се опасностите од Сорос и како тој ја развива својата мрежа и како делува. Значи јавноста мора да е запознаена и да е свесна со каква опасност ние се соочуваме. За понатамошните наши активности ќе бидете нели благовремено навремено ќе бидете информирани, но сега започнуваме прво со овој дел. Македонската јавност да биде запознаена со опасностите кои ги носат Соросовите здруженија и да сватат сериозно работата дека тие нас не водат кон деструкција. Ние 2 години гледавме дивење од Социјалдемократскиот сојуз формално излегува и кажува дека не ги прави протестите, што значи тоа кој ги прави? Ги прават невладините организации на Сорос. Тие се во
во спрега едни со други. Имаме милион пати зборувано дека Социјалдемократскиот сојуз е всушност киднапиран од фондацијата Отворено општество и дека целосно е променета идеологијата. Значи ние од социјалдемократска идеологија таму гледаме некои радикални левичари со некои тоталитаристички сфаќања и сега тие луѓе сакаат тоа да го прелеат врз целото општество. Ние излеговме од еден таков тоталитаристички систем и навистина јас како личност, а и граѓаните не планираме да се враќаме во таков систем, туку сакаме да завладее демократија и плурализам во Република Македонија. Така, Сдруженијето се формираше можеби по само неколку дена од како ги видовме и нашинците, македонците во Вашингтон кои протестираат, кои сакаа јавно да му кажат на новиот американски председател Трамп да го предупредат на делувањето на Џорџ Сорос во Македонија, но и во регионот. Македонците во Соединетите американски држави пред се треба да знаеме дека се граѓани на САД. Тие се македонци, но се граѓани на САД. Тие луѓе плаќаат даноци на таа држава. Имаме спреги помеѓу Сорос и USAID. Значи нивните финансиски средства кои ги плаќаат преку како даночни обврзници, директно се преку USAID и Сорос се влеваат во нивната држава и со тие пари се создава неред во нивната матична држава. И многу е нормално да очекуваме дека тие луѓе ќе се кренат и ќе се побунат за тоа како Сорос работи во нивната матична држава, во Република Македонија, а од друга страна ја гледаме и политиката на Трамп по ова прашање. Сметаме дека навистина ќе започне еден глобален процес за десоросоизација, не само тука во Република Македонија, тој процес ќе започне токму од овој регион и од југоисточна Европа, бидејќи немаме вмешување на Сорос само во Македонија. Истото го имаме и во Израел, го имаме во Унгарија, во Украина видовме што се случи, сега гледаме што се случува во Полска и целиот регион мислам дека ќе влезе во еден ваков процес, а Доналд Трамп нели како лидер на председател на најмоќната држава во светот застанува позади таа иницијатива како што самиот кажа. Така, сите очи се вперени во Вашингтон, во новиот американски председател, како што и самиот велите на најмоќната држава во светот. Веќе за петок е закажана инаугурацијата на Доналд Трамп, тој ќе влезе во Белата куќа. Очекувате да се променат нештата, особено во надворешната политика кон нашава земја, но и пошироко? Видете, САД не ги менува своите политики во надворешната политика радикално како што тоа го прават некои други земји. Они има зацртано стратегија по која се водат. Но по прашањата за немешање во внатрешната, значи ние највеќе полагаме надеж тоа да го оствари. Бидејќи он јасно кажа дека ќе прекине да се меша во внатрешната политика на државите и насила да го урива гласот и волјата на граѓаните во соодветните држави, нешто што ни се случува сега нам тука во Република Македонија. Доволно е Трамп да го заврши тоа да го направи, значи да прекине да се мешаат одредени амбасадори, нивни чиновници во нашата внатрешна политика и да ја остават волјата на граѓаните, па се друго после тоа како ќе следи, ќе проследуваме, ќе гледам. Ви благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Нова. Почитувани, можевте да го слушнете разговорот со историчарот Никола Србов.